Благодарам господине Мисовски, господине Велковски. Ние тук од говорница можеме да си редиме проекти, тоест вие да си редите проекти, каде што ќе фалите владата. Ние како опозиција можеме да редиме проекти каде што ќе критикуваме владата. Тоа е нормално. Власт е, ние сме опозиција. На крајот на краиштата граѓаните се тие кои што без обзир ние што ќе зборуваме, знаат, гледаат, осеќаат што се случува во државата и кој ќе дојде денот ќе си го кажат своето мислење, така да нема потреба ние и вие се тука да се убедуваме да одиме или да не одиме на избори и што е подобри кој ќе победи на изборите. Меѓутоа, не можам да не искоментирам неколку проекти со кои што вие испофаливте владата, странските инвестиции. Зарем не се сеќавате како опозиција со какви и камења фрлавте по нив? Зарем не се сеќавате како опозиција кога велевте дека таму се врши тортура на луѓето, таму работа за минимални плати, таму дека тие иден ваш заменик министер кажуваше во тој период дека тие се тотално промашување. Единствено со што можете да се пофалите се тие. И фала на Господ што се тие. Од економијата ептем ќе беше на удолу тргната. И така е тргната на удолу. И единствено што, освен да наброите неколку проекти кои што ги препишувате како кузне колкав успех на ова влада, се повикувате дека знаете ние што затекнавме кога дојдовме на власт. Долгови големи, огромни. Ви кажа колегата Димовски. Затекнавте долгови. И се фалите дека ги вративте. Ако ги вративте, како може од кога сте дојдени на власт до сега, дополнителни 600 милиони евра во апсолутен износ да задолжите државата? Па не ли ги вративте долговите? Или само ќе одиме во јавност и ќе кажуваме ние блескаме, ние сме најдобрите, ние ќе ве оведиме во НАТО, ќе ве оведиме во Европска унија. Луѓето треба од нешто да живеат. Луѓето треба да гледат иднина за своите деца. А гледате што се случува. Нема млад човек што не размислува да замени надвор. И до тоа го прави не од причина што можда нема работа. Помина време до кога луѓето заминува бидејќи нема работи и беа сиромашни. Сега луѓето заминуваат квалификуван кадар. Зошто? Заради тоа што не гледа иднина во оваа држава, нарочито не со оваа власт кој што во моментот е во државата. Затоа најпаметно, место министри, премиерот Зоран Заев да си даде оставка и да се тргне цела влада од државата. Благодарам. Контрреплика, пратеник од Велковски, да ме повелете.